Добро, денеска сме во Штип. Имавме можност претходно да видиме еден семен бизнис, еден семен производен погон кој што навистина успешно работи и таквите семејни бизнис приказни ги поддржувам и во иднина треба владата, идната влада која што нормално нема да биде оваа која што е сегашната, да посвети поголемо внимание и поголем фокус на таквите успешни семејни приказни, посебно во бизнисот и да ги поддржува многу повеќе од тоа што денеска го прави, затоа што малите предпријатија се оние предпријатија кои што во држави од обемот на нашата Македонија практично го зголемуваат производството и ја зголемуваат економијата. Имав можност да видам еден мој поранешен студент, но и еден студент тука од електрофакултетот на Универзитетот во Штип. Гледам дека како млади инженери веќе го достигаат својот зенит, својата зрелост, работат во тој производен погон. Ја им честитам и нормално им посакувам само да го зголемат колку е можно повеќе тој бизнис. Она кое што понатаму во текот на денот имавме можност да го слушнеме од токму од невладината организација, овдека Гласен текстилец, со проблемите со кои што се соочуваат текстилните работници и работнички нормално. До крајот на 2020 година, 31 декември, повеќе од 7000 текстилни работници останале без екзистенција, останале без своето работно место. Сето она кое што представува предизвик во работењето можевме детално да го слушнеме и ние како ВМРО ДПМН ќе бидеме гласни во парламентот и во овој следен 6-ти пакет помош мерки кои што треба да бидат исплатени, ќе бараме и ќе инсистираме да барањата на текстилните работници посебно бидат вклучени во тој 6-ти пакет и очекуваме од страна на владата да не биде лицемерна, едно да ветува пред избори, а друго да прави после избори, да го поддржи предлогот на ВМРО ДПМН и да бидат и текстилните работници и работнички дел од 6-тиот пакет мерки кој што им е неопходен. Продолжуваме понатаму, ќе имаме состаноци одека во Штип со здравствените работници, образовните работници, неколку партиски состаноци, така што денеска еве во Штип ќе имаме можност од прва рака да ги слушнеме проблемите на граѓаните кои што ги живеат во денешното секојдневие. Господине Мицкоски, ќе има јавна дебата за законот за легализација на дивоградби, кој ќе биде ставот ваш и секако на ВМРО ДПМН за спорниот амандман со кој што се вели дека дава сомнежи за скриена амнестија за оние кои што граделе на див. Не знам кој е тој амандман, на кој може да ме подсетите? Го имате прочитано законот? Немам јас. Мислам дека се политизира без потреба. Повторно се препелкаат од СДСМ и бараат виновник таму каде што не е виновникот. Нека се погледнат самите и ќе го добијат одговорот на вашето прашање. Ако има скриена амнестија, таа амнестија многу порано ја даде еден претседател на државата за денешниот, за жал, премиер во владата, кој што е единствен аболиран политичар и човек кој што со активен судски предмет влезе во неговиот мандат во 2017 година. Тоа е јавна амнестија, нема тука скриена амнестија, а тоа е има име и презиме, свика Зоран Заев. Кога ќе ги дефинирате кандидатите за градоначалници и дали ВМРО се уште остане во наставот за воредни парламентарни заедно со локалници? Бидете трпеливи, во периодот што следи ќе ги слушнете имињата за кандидатите за градоначалници или градоначалнички низ Македонија. Се уште мериме, анкетираме, се распрашуваме за поеден имиња. Навистина има голема конкуренција, квалитетни луѓе, ќе има многу изненадувања, така што очекувам ВМРО ДПМН на следните локални избори жестоко да го порази СДСМ, не само тука во Штип, туку секаде во Македонија, затоа што не е гласот за градоначалникот во определена општина, туку тоа е глас за Зоран Заев, а мислењето на граѓаните во Македонија за Зоран Заев е крајно негативно, бидејќи тој е најнеомилен политичар кој што функционирал во овие 30 години. Така што граѓаните во Македонија и Штипјани треба да знаат дека нема да биде гласот даден овдека за кандидатот за градоначалник на СДСМ, туку тоа е гласот на практично на граѓаните за Зоран Заев, а не за клонот на Зоран Заев овдека во Штип. Дали стои ВМРО се уште на ставот за воредни парламентарни заедно со локални? Час поскоро треба да се промени оваа власт, дали тоа ќе се промени со ново парламентарно мнозинство или со предвремени парламентарни избори, ставот на ВМРО ДПМН е јасен и повторен многу пати во минатото. Ова најнеуспешна и најнеспособна и најкриминална влада во 30 години независност Македонија час поскоро треба да замени. Заедно добивате ли? Бев прецизен во одговорот, еве ќе го повторам. Дали оваа влада ќе падне преку
ново парламентарно мнозинство или на предвремени парламентарни избори, бидете трпеливи, ќе бидете сведоци во период Не што ми след. одговоривте на прашањето прецизно. Дали останувате на тој амандман, на тој спорен амандман, да биде во законот за легализација? Многу бев прецизен, единствен аболиран политичар во Македонија е Зоран Заев, единствен премиер кој што го започнал својот мандат со активен судски случај, тоа е Зоран Заев, и наистина жалам што до ден денешен се уште Зоран Заев манипулира со македонската јавност. Така што ќе има јавна дебата, ќе ги слушнете прецизно ставовите на ВМРО-ДПМНЕ. Така, јас би сакала да ве прашам дали ќе го поддржите протестот за поддршка на уставобранителите. ВМРО-ДПМНЕ има прецизен став по тоа прашање. Станува збор за луѓе кои што се неправедно осудени и квалификувани како терористи. Тоа е срам за судскиот систем, што дозволува еве до ден денеска се уште тие луѓе да не може да користат вореден правен лек, односно да може да ја обжалат пресудата на второстепениот апелационен суд и до Врховниот и до ЕСЧП, односно Европскиот суд за човекови права. Ние јасно и гласно кажавме дека да, тие може би го прекршиле законот, тоест да, дел од нив и призна пред судот и цитирав јас дел од нив кои што велеа да, ние го признаваме дека го прекршивме законот, но ние сме подготвени да одговараме за тоа што сме го прекршиле законот, но не сме терористи да одговараме за тероризам. Така што апсолутно одговорот е да. ВМРО-ДПМНЕ ќе ги поддржува, не е организатор, но ќе ги поддржува протестите кои што во крајна цел имаат правда, односно секој еден да има можност да ја докаже својата невиност за тоа што е осуден, нормално, доколку постојат докази за некое друго сторено кривично дело или прекршување на законите, тогаш оставаме на судските власти да судат и да пресудуваат понатом. Но на кој што го направи тогашниот би лекол колуквијалец кој што потоа стана уставен судија Кацарска, се само не е правда и не е правдина и ние се бориме против таквите судии кои што под политички притисоци политички се фаворизирани во судството. Тоа е она кој што ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи во иднина да го практикува. Така и уште само ваш коментар во врска со она афера што излезе деновиве за мазутот и за труењето со воздухот. Дали требаше новинарите да откријат и што владата направи во изминатите 4 години во врска со ова? Новинарите да работат? Тоа е срам за институциите, ако навистина се случило такво нешто да практично во индустријата таков енерген се дозволи да биде користен. Тоа е навистина срамно и тоа е за секаква осуда и тие луѓе треба најжестоко да бидат казнати, бидејќи тоа не само што е нехуман потек, туку и немам зборови со кои што можам да го осудам ваквиот гест. Ако е тоа вистина кое што беше содржано во емисијата. Тие луѓе навистина се нечестити луѓе и треба најпрвин државата да докаже ако е тоа така, а ако тоа навистина е така, тогаш треба веднаш тие луѓе да бидат изведени при лицето на правото. Го прашавте ли Карпушевски ваш член токму за оваа афера, кога веќе изнесувате ваков став? Разговаравте ли, бидејќи неговото име е споменато? Видете, па и Кочо Ангушев е мој колега и не успеав и него да го прашам, можеби треба повеќе Зоран Заев да го прашате, бидејќи беше негов вице-премиер во владата кога оваа афера е актуелна, инаку ние имаме повеќе од 80.000 активни членови и јас наистина немам контакт со господинот Капушевски, како што вие го кажате, како што впрочем и за жал нема можност сите тие илјадници членови на дневна основа да ги комуницирам, но еве го повикувам Зоран Заев да исконтактира со мојот колега Кочо Ангушев и да го праша дали ова вистина, ако не е вистина, тогаш тие кои што ја снимале таа сторија, предпоставувам, ќе треба да дадат своје мислење, но ако е вистина, да бидат превземени најригорозни мерки и тие луѓе да бидат изведени при лицето на правдата. Захари, дали е ваш следен кандидат за локални избори? Бев прецизен на претходното прашање на вашиот колега, стрпете се, ќе има многу убави вести за граѓаните широм Македонија, кои што ќе бидат предвестник на голема победа на ВМРО-ДПМНЕ на следните локални избори. Господин Мицкоски, направивте вие една компарација споредба во оние економски параметри за растот на јавниот долг и растот на БДП, компарација помеѓу владите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Кои се вашите очекувања конкретно економијата, една кратка анализа ако може?
Па не сум оптимиста во првиот квартал од оваа година дека нешто драматично ќе се промени споредено со претходните квартали. Ценам дека Македонија ќе биде на ивицата на рецесија, односно ќе има негативен знак пред растот на бруто домашниот производ, имајќи ги предвид параметрите кои што стигнаа кај мене, а се однесуваат на индустријското производство, преработувачката индустрија, странските инвестиции и така натаму. И токму тоа се обидов преку еден краток и јасен Facebook статус да го објаснам, каде што анализирав два периода. Првиот период се владите на ВМРО-ДПМН и вториот период се владата на СДСМ предводена од Зоран Заев и Оливер Спасовски. Првиот период бруто домашниот производ, односно она што го произведуваат граѓаните, пораснало за 4,2 милиарди евра, а долгот во тој период пораснал за 2,9 милиарди, што значи дека тоа што се позајмило било вложено во стопанството и генерирало додадена вредност, додека пак во периодот Б, односно периодот на владата на СДСМ Зоран Заев, имаме 700 милиони евра раст на бруто домашниот производ, но и раст на долгот 1,7 милиарди евра, што значи немаме додадена вредност, туку имаме земено вредност од 1 милиард евра. Тоа се украдени пари, пари кои што некаде во кеш сега се складирани, и тоа се пари кои што за жал ова влада ги злоупотреби. Ако некој има било каква дилема како влада е Зоран Заев, овие бројки го даваат одговорот на таа дилема, односно со многу криминал, многу корупција, подкуп и плячка. Уште едно прашање околу најавените реформи во образованието. Министерката Царовска не отстапува тоа и покрај револтот на родителите, дали родителите ја имаат вашата поддршка? Факт еден, а тоа е дека скапо платената платформа за онлайн учење, која што требаше да започне на 1 септември минатата година, започна со еден месец задоснување, односно на 1 октомври. Парите се потрошија, нема одговорност. Сега за сега, на одговорност ќе има која ќе се промени оваа влада. Затоа што не смеат парите на граѓаните да бидат покрадени. Нити сега, нити во минатото, нити во иднина. Втора, факт број 2. Ние немаме универзитет во првите 1000, имаме универзитет кој што е длабоко закован на 2000-тото, односно меѓу последните во светот. Факт број 3. На дното сме според тестирањето според ПИЗа. Факт број 4. Родители, илјадници родители се незадоволни од овие квази реформи кои што ги предвидува Мила Царовска и апсолутно ја имаат мојата поддршка, пред се како човек, како педагог и универзитетски професор, а потоа како политичар. И факт број 5, колку побрзо оваа влада замине, толку побрзо ќе дојдат вистински реформи во образованието, кои што сите овие параметри ќе ги нивелираат во позитивна насока. Односно да имаме еден универзитет во првите 500 според Шангајската листа, да бидеме меѓу првите 20 според ранкирањето на ПИЗа, да бидеме луѓе кои што навистина ќе имплементираат дигитализација, но нема да ги заборават учебниците, бидејќи на тој начин се дефинира практично моториката на децата, пишувањето, читањето и така натаму. Колку побрзо ова влада замине, толку побрзо ќе имаме вистински реформи и вистински подобри услови за наставниците во основното, средното образование и професорите на универзитетите. Тоа е факт број 5. Краток коментар околу ретирирањето на Заев во поглед на... Едно време има можност да учат од учебници од Оксфорд и Кембридж, а денеска за жал не знаеме ни ние што може да учат, припишани да допишани таму работа. Околу ретирирањето на Заев во поглед на Македонија една изборна единица, прво се види дека ќе се менува законот, сега законот не помине на влада. Предпоставувам ова се прашања кои што морам да ги коментирам, бидејќи доаѓаат од човекот кој што представува институција премиер, инаку кога него би го коментирал како личност, не сум изненаден, бидејќи денес едно се збори, утре друго се кажува. Едно збореше пред изборите, друго збори сега. Навистина, јас би бил загрижен да сум коалиционен партнер на Зоран Заев од помалите политички партии, бидејќи едно ветува пред избори, а друго прави после избори, и ги повикувам тие луѓе да не си го газат дополнително своето достоинство. Колку побрзо ја напуштат коалицијата со тој човек, толку подобро вистински реформи ќе се случат на Македонија. Во таа смисла немам што да коментирам за овие лажливи изјави на Зоран Заев. Еве јавноста нека коментира, тука едноставно би ги повикал помалите партии кои што се дел од неговата коалиција час поскоро да ја напуштат и да престанат да си го газат сопственото достоинство, бидејќи човековото достоинство навистина нема цена. И овој човек не го заслужува тоа. Договор за една изборна единица. Начелен, бидејќи разговаравте со Заев. Епа, ако има став на владата кој што е спротивен на барањето
на неговите коалициони партнери, јас повеќе би кажал дека тој ни со неговите коалициони партнери не може да се договори, а камоли со опозицијата. Таква точка се уште не дошла на дневен ред за разговори и преговори. И уште околу вашиот став за договорот со Бугарија во интервјуто за Фокус, гледам денеска го пренесе бугарските медиуми. Имате ли разбирање меѓу некои сили во Бугарија? Едногласие? Па видете, овој интервју го прочитав, тој е даден од најголемиот македонофоб, а тој е Андрей Ковачев, кој што лично ад хомине ме напаѓа. Јас никого не мразам во животот, а најмалку како што тој мене ме квалификува дека сум бил бугарофоб. Јас ги почитувам сите наши соседи, сите народи кои што не обкружуваат, исто така барам да не ме почитуваат тоа што сум. Кога македонофобот Андрей Ковачев и останатите, Каракачанов и останатите кои што во Бугарија се македономразци, ќе сватат дека постоела македонската нација, постоел македонскиот народ. Колективната меморија на македонскиот народ е многу порано од тоа што не мислат. Тогаш ние можеме да градиме на вистина пријателски односи. А овој македонски народ постоел и пред Илинден, и за време на Илинден, и после Илинден, постои денеска и ќе постои во иднина, колку тоа и да не сака да го признае македономразецот Андрей Ковачев, кој што повторно ќе кажаме за жал дел од Европскиот парламент и треба да застапува европски вредности и наместо да ја обструира Македонија да напредува во рамките на евроинтеграцијскиот процес и да бара решение за прашање од 19. век сега во 21. век, едногласно да излезе и да прифати дека погрешил, да се извини на македонскиот народ за сите навреди кои што ги има кажано изминатите години и политиката која што ја гради на основа на македонското прашање и да дозволи заедно со неговата влада Македонија конечно да ги отпочне преговорите во рамките на Европската унија, бидејќи овој народ секогаш бил на страната на вистинските вредности и за време на Илинденското востание, но и за време на Втората светска војна. За жал имало други народи кои што не застанале за позади тие вистински европски вредности. Благодарам и на вас.